Длабоко жалење и сочувство до семејството на пациентот кој трагично го загуби животот откако бил повреден во физичка пресметка со друг пациент во установата, изрази директорот на психијатриската болница Скопје Хиса Авдулаи. И покрај лекарската интервенција, пациентот почина на скопските клиники. Министерството за здравство вели дека овој настан ќе го забрза процесот на инвестирање во човечки капацитети и инфраструктура. Во раните утрински часови на 5 август 2025 година во Оделот за лекување на осудени лица се случи несреќен настан со трагичен исход. Околу 1 часот по полноќ дојде до физичка пресметка помеѓу двајца пациенти, при што едниот од нив, пациент на возраст од 62 години, беше повреден. Медицинскиот персонал веднаш интервенираше и повика итна медицинска помош. И покрај укажаната лекарска грижа му беше констатирана смрт, изјави директорот Авдулаи. Првпат ќе се применува формално образование за децата што подолг период престојуваат во детската клиника во Скопје или се лекуваат дома поради тешки здравствени состојби, како што се малигни заболувања и други. Болните деца кои ќе се лекуваат во болница или дома повеќе од 3 недели ќе имаат можност да следат онлайн настава, да имаат индивидуална настава или да добиваат материјали и да ги завршуваат домашните задачи. На оваа клиника секогаш има дечиња кои го имаат тој здравствен предизвик, но го имаат и образовниот предизвик затоа што досега тие де факто немале можност да го продолжат своето образование додека се наоѓаат на подолготрајно лекување. Тоа е нешто што е сериозен пропуст и де факто представува дискриминација на овие дечиња. Изјава од градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски, сеќавајќи се на овој трагичен настан што се случи пред 9 години. Оваа спомен плоча ќе биде вечен паметник не само за трагедијата, туку и за храброста, солидарноста и за човечноста што ги покажавме како народ. Ќе биде место на тишина и размисла, на молитва и сеќавање, на почит кон оние што не се меѓу нас, нагласи Стевковски, повикувајќи ги сите граѓани, институции и организации да се вклучат во оваа иницијатива. Град Скопје во рамки на постапката за изработка на новиот генерален урбанистички план 2022-2032 година организира јавна дискусија со цел вклучување на граѓаните во процесот на планирање и уредување на просторот. Јавната дискусија за четвртите лоцирани во општина Ѓорче Петров ќе се одржи на 11 август 2025 година со почеток во 9 часот во салата на град Скопје. Граѓаните можат да дадат своји предлози, мислења и забелешки за време на јавната дискусија, а истите можат да ги достават и писмено во архивата на град Скопје, барака 16. Центарот ќе почне со работа на почетокот на новата учебна година, а ќе може да го посетуваат ученици од сите училишта во општината според утврден распоред. Отворањето на овој центар представува голем чекор за унапредување на инклузивното образование и можност за еднаков пристап до соодветна поддршка за учениците со попреченост. Со ова иницијатива, општина Аеродром ја докажува својата посветеност за обезбедување оптимални услови за современ и инклузивен пристап во образованието и останува отворена за соработка со сите институции, се вели во соопштението. Изложбата Цвеќе на мирот на македонскиот сликар и хуманист Живко Поповски Цветин денеска беше отворена во галеријата Метаноја. Идејата за изложбата според авторот е да се одбележат 80 години од фрлањето на атомските бомби над јапонските градови Хирошима и Нагасаки. Неговата мисија со Цвеќе на мирот почнала пред 40 години, а досега над 70.000 цвеќиња на мирот подарил на политичари, просветни и здравствени работници од сите генерации. Да се спречат сите војни во светот, да има мир особено за младите генерации, да живеат во поубав и посреќен свет, порача Цветин. Тој упати порака од Скопје, градот на солидарноста, до сите држави кои поседуваат нуклеарно оружје. Мир и љубов меѓу луѓето, рече Поповски Цветин. Јавното обвинителство отвори постапка поради скандирања со националистичка и етничка содржина, вклучувајќи повици за голема Албанија или Рида и Чамерија, кои се слушнаа од трибините пред неколку илјадната публика на надпреварот меѓу Шкендија и Карабах.
Навивачите не ги почитуваа апелите на клубот ФФМ и политичките партии. Со реакција се јави и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Сцените од меѓународниот надпревар Шкендија Карабах беа реприза на Кумановската трагична приказна. Хипокризија и цинизам е селективно реагирање на неспортскиот вандализам. Само со заедничка, доследна и безкомпромисна битка со шовинистичките изблици без оглед чии се, ќе градиме здраво општество, потенцира Силјановска-Давкова.